Условна казна затвор од 12 месеци за ученикот кој на локалитетот Баргала уништи питуси стари 17 века. Ова е пресудата на Основниот суд во Штип, каде што на одговорниот за уништувањето на питусите, 18 годишник од Радовишкото село Али Коч, му се судело за кривично дело, оштетување или уништување на добра под привремена заштита. Момчето на главната расправа признало дека е виновно, рекло дека се кае и ветило и повторно нема да стори такво нешто. Неговиот адвокат побарал да му се изрече поблага казна и при тоа судот да ги има предвид околностите под кои го сторил делото, дека не бил информиран оти се работи за добро од културно наследство и не бил предупреден дека ако ги оштети ќе биде кривично одговорен. Пресудата е изречена деновиве, а настанот е со датум од ноември минатата година и тоа за време на училишна екскурзија на археолошкиот локалитет. Додека повеќето ученици и наставници разгладувале и учеле за вредноста на експонатите, осудениот заедно со уште еден соученик жестоко удрил по изложените садови за чување жито. Вкупно тогаш беа искршени 12 питуси стари 17 века. И покрај затворската пресуда, 18 годишникот нема да оди во затвор, но услов за тоа е во наредните 2 години да не направи ново кривично дело. Локалитетот Баргала е со 24 часовна чуварска служба, па за многумина остана дилема како е можно да се уништат питуси при толку вперени очи во експонатите. Самиот локалитет е во обем од 5000 метри квадратни, односно од 5 хектари и е тежок објект за обезбедување. Инаку за дело за кое се товари 18 годишникот од Радовишко, кривичниот законник предвидува максимална казна од 3 години затвор.